Здраво луѓе, како сте ми? Добро вечер, драги гледачи! Среќна нова година, среќни празници, све најубаво ви посакувам. Прво видео во 2023 екипо. Добре дојдовте во моето ново видео и прво видео за оваа нова година. Многу сум среќен, не чекам да почнеме да газиме како и што газеме до секогаш. Денеска, дечки, сакам позитивно да го почнеме ова видео, сакам позитивно да ја почнеме оваа нова година. Веќе гледате по тамнилот, веќе гледате по насловот, како да ја почнеме оваа нова година ако не ја почнеме со Марија Плевнеш. Мислам, оваа девојка, оваа жена, оваа дама, ова суштество позитивно, секогаш кој каде да се појави е дефинитивно најпозитивната жена. Затоа денеска ќе коментираме, односно јас ќе давам реакција на нејзино гостување во една емисија која што се вика Нешто конкретно, која што ја води Снеже Велков. Голем поздрав на Снеже Велков, која што мораше да издржи 45 минути ова прекрасна дама да зборува глупости. Да видиме какви глупости зборуваше денеска. Имаме и нов монтажер кој што се вика Андреј. Поздрав да Андреј, ајде чичо еден аплауз за тебе, знам дека сакаш да ставиш аплауз. И тој денеска се потруди да ми склопи 7 минути видео од тоа гостување колку што трае таму, не знам, 40 на минути. И јас денеска треба да дадам една убава реакција, да дадем една убава оцена, да видиме докаде е шоу бизнисот во Македонија, да видиме какви звезди постојат во Македонија, бидејќи оваа дама изминативе неколку денови сегде беше незината изјава дека таа е звезда бидејќи е звезда. Може да започнеме, дами и господа, но пред да започнеме, ставајте лайк и сабскрайб, поддржете ме да пробаме оваа година да биде таа година во која што ќе влеземе во 100.000 сабскрајбери. Годинава правиме свадба, годинава се вселувам во новиот стан, па редно време годинава да качиме с тие сабскрајбери. Единствена, уникатна. Некои ќе речат само бендисана, а таа е само своја и поинаква. Ке ја најавам како сопруга на Марија Манов Плевнеш, историчар на уметност, инфлуенсер. Константин Плевнеш, Инстаграм сензација стана со своите вклучувања во живо од Париз. А може би доволно е само да кажам Марија Пиеманов Плевнеш. Марија, ти благодарам многу што дојде и веднаш да прашам, сама си, каде е Коко? Коко е во Париз. И тој беше всушност иницијаторот да дојдам во емисијата. Јас нели се договаравме долго време, одбивав да присуствувам во емисија во Македонија, бидејќи сум веројатно многу поинтересна од колку што јас самата се доживувам. Не, многу ќе ми некои девоши ми, господа, че жена сама по себе е легенда, лауди. Добро. Зашто сум многу природна личност, спонтана, искрена и мислам дека тоа ги иритира луѓето и веројатно Искреноста ги иритира или? Па веројатно тоа што си многу свој и што не треба да глумиш за да бидеш. Имаше стане до стори го видов дека камерманите се криви во Телма, мислам дека таа емисија, дека камерманите се криви поради тоа што рака ти е малце поголема, многу е била лоша шминката, едноставно она е звездетина и некој таму утал нешто што не треба направил. Аве Марија, бе. Среќен, туку тоа го правиш веројатно од срце, од душа и тоа кај некои луѓе може би предизвикува. Други ме се упазам, кој ме стел тука се да видам. Поздрав до братов од Велес, сигурно не му било лесно. Иритација дека не им успева, мене ми успева и сум веројатно заради тоа како една сензација која што ако се појави на телевизија или на интернет, создава бурни реакции. Совршена гостенка си ми затемава. Да. Овде беше во право, реално, значи, еве, го доби вниманието и моето внимание го доби, значи, ти си сензација, девојче. Да, значи Коко рече дека можам да дојдам во емисијата, ве поздравува сите, она во Париз. И еве, гледа. Значи овде сум по негова иницијатива. Му благодариме. Марија, ајде да те прашам тебе, значи колку е тешко во денешно време да имаш храброст воопшто да не потпаднеш под туѓите нели влијанија, под туѓите оговарања, под коментарите и да се тераш по своje. Како ти издржуваш? Види, овде се случува еден феномен да луѓето мислат дека центарот на универзумот е Македонија. Јас сум светски лик. Јас не живеам во Македонија. И тоа што јас го правам и што го комуницирам, го правам во Франција, во Париз, каде што живеам со сопругот. Значи имаме свој дом таму,
Јас можам таму да правам што сакам. Значи, јас сум во градот на слободата, а кипот на слободата оригиналот е во Париз. Значи, се гледа од цена под Ейфеловата кула, свети блеска и ги охрабрува луѓето да бидат тоа што сакаат да се. И тоа е, ствари, поентата на Париз, градот на светлината, на слободата. Јас од таму ги правам лайвовите, многу сум во последните 3-4 години ретко, 2 години се Така нема и вратено. стана, значи, Инстаграм Значи, сензација. јас Малце уднала хубава хопкава, реално. овде немам на кого што да му објаснувам и да му кажувам зошто, како. Затоа што јас таму живеам каде што Да, трчу позадина, не се кире. луѓето ништо не им објаснувам. А ако на некого му се допаѓаш во Париз, ти доаѓа и ти го кажува тоа, јас добивам многу комплименти, сум па да се каже и една фаца кога ќе се појавам во тие џет-сет места, што јас не ги сакам као џет-сет да ги нарекувам, си ги нарекувам ко малски кафичи, дека кога живееш таму во Значи, она е толку голем джет-сет, што джет-сетот во Франција за нејзе е малски кафич. Чао, брат! Не знаете вие со кого седите тука, бе? Ало, бре, дали сте нормални вие? Дали сте свесни со каква звездетина се седи во оваа соба? Значи, рачунајте, джет-сетот во Франција нези е како да е во малски кафичи. Тоа што е джет-сетот во Македонија? Го нема. таа средина не го гледаш така светот, као тоа да е леле што, туку тие секојдневие. Значи јас живеам еден убав живот светски кој што не е тоа баш ми е гајле, да не живеам, мислам не го разбирам тоа што е тоа баш ми е гајле. Затоа што Што збори? јас живеам во една најубава средина во светот, Париз е најубавиот град. Значи јас не живеам баш ми е гајле, јас живеам перфектно, совршена. Одлично. Можеш една... Живот светски кој што не е тоа баш ми е гајле. Значи, живее живот светски, ама не е тоа баш ми е гајле. Да не живеам, мислам не го разбирам тоа што е тоа баш ми е гајле. Затоа што јас живеам во една најубава средина во светот, Париз е најубавиот град. Значи јас Не предпоставам некој вика дека она се понаша како баш да е гајле, па сега Стефан глуп се изгледа, затоа си јутубер и неинформиран идиот си изгледа, не знам. не живеам баш ми е гајле, јас живеам перфектно, совршена. Одлично. А тие луѓе што живеат као баш ми е гајле имаат замерки на тој мој живот, но јас тој живот сама го креирам. Па јас да ти кажам, Значи има луѓе на кои што баш им е гајле, као... Браво, Стефан. Лайк и subscribe. дека во мојот Инстаграм Direct Messenger постојат Instagram Direct Messenger. Браво, живи се. Значи, ме молам, не го сваќај тоа на негативно, значи, обожавам жена, ја обожавам, живи се. Колку оригинално. Не сум се смеел. Direct Messenger. пореки каде што имам милион комплименти дека сум многу отворена, искрена личност и луѓе што биле во депресија сум ги извадила од Реално, и мене денеска ми извади депресија, 4 дена лежам после нова година, умагла живееме, вака не сме се насмееле, Марија Плевнеш да си здрава и жива, значи нема човек како тебе. депресија. Па тоа е Значи, совршено. имам толку многу комплименти дека Значи, ги смирувам. Значи треба да се препишува Марија како лек, така ли? Па, самата Да се препишува Марија како лек, брат! Идете во аптека, дајте ми ја Плевнеш. бев изненадена дека луѓето навистина реагираат на тој начин што јас им делувам као еликсир, некој им давам некоја позитива да размислуваат за Убав, иднината так. среќна, секогаш одбирам некој момент да им го разубавам животот, а Ме смири. Но вистина оваа жена е како еликсир.
Гледајќи го ова видео воочив и сватив колку сум јас примитивен и колку не ги разбирам вистинските вредности во животот и дека джет сетот на Марија Плевнеш е малски кафич. Како да е во малски кафич. Се извинувам, драги гледачи. Арогантни луѓе на вистина не сакам. Така А е. лично презирам арогантни луѓе и можам да бидам и конфликтна со нив. Мислам дека тоа се фейк луѓе. Тоа ние не го сакаме, драги гледачи. Најголемите звезди во светот се многу обични луѓе. Тоа е така. Тука се слава. Убавината во Париз каде што живеам е во тие звезди што кога ќе ги сретнеш се еднакви на Приземни и така. луѓето што се сите, значи сме ние исти луѓе, тоа е грешка. И ми стана интересно дека тие сите што ги гледале видеата пишувале таа Марија тако може. Мене стварно не ми е јасно зашто имате негативни коментари за оваа жена. Мислам, какви се тие, не можам да го разберам, дечки. Стварно ми се допаѓа како размисла оваа девојка, жена како сакате дама, и се гледа дека доаѓа од светски град, се гледа дека доаѓа во место во кое што живее, ние од тоа место не можеме да допреме и нашите сваќања се многу примитивни, едноставно треба да учиме од неа. Затоа се прават ваков тип на видеа и едноставно од оваа девојка има многу што да се научи, драги гледачи. Маријата бара повеќе да ме имитира мене отколку политичарите. Значи политичарите можам да кажам дека се здодевни аут. Големата риба, голема вода сака. Сам енергијата си привлекува. Инаку да си го пофалам аутфитот ми е од Dress Factory Македонија. Одлично. И Чеки, дали кажам, леле, луѓе, видете ја новата. Добро, Марија, светски изгледаш, светски се однесуваш, меѓутоа, чеки, не изгледаш светски, мислам на од мораш да почнеш во теретана, мораш да почнеш да се трудиш малку да ослабеш, меѓутоа стварно тоа нема никаков проблем. Дали кажа дека изгледа морски? Што кажа? Морско изгледа, драги гледачи. Она изгледа морско. Она дошла од океанот, она дошла се спушта од океанот, дали има во Париз океан или нема. Морско изгледа, дали ќе одиме морско, драги гледачи. инаку да си го пофалам аутфитот ми е од Dress Factory Од кој океан ти е фустанот? Македонија. Одлично. И лукс. Шус Македонија. Значи сум Одлично. македонски брендирана. Да. One eternity later. Македонски брендир. Е зборат дека само за пари зборам, еве. Фала Богу, мислам. Така, одлично. И Значи, Се погоди аутфитот со ова поговоркава големата риба, голема вода, сака со синово. Така. Па не знам, Big Blue, што сака да кажа? Па убаво си кажува, голема риба, голема вода. Сака и тие што се малите риби да молчат повеќе и да учат од големата риба. Одлично. Токму тоа го сакам денеска. Почнувам да учам од неизе, драги гледачи. Добро. Марија, зошто не се враќаш ти од Париз? Затоа што си живеам таму, си имам адреса. Си добив дури и медикална, ја викаат карта. Добила адреса, брат! Мора, не знам дали ми е вас смешно малку. Адреса. Си добив дури и медикална, ја викаат карта. Добро. Значи, зашто би се вратила кога Добро. Па Марија, знаеш дека Си добила адреса медикална! Леле, браво, живи се, браво, позор. Ау, драги гледачи, ова е најсмешната особа за 2022 година. Дефинитивно треба да се подржи ова Марија Плевнеш. Сакам да се насмеете и вие денеска, бидејќи јас не знам, пато смејаде. Добре што сте да го гледам прв пат ова. Ја би сакал еден ден во Париз. Марта, ми купаш цвеки јако идем во Париз? Не сум јас од Париз роден, јас сум селјак од Македонија, не знам цвеќиња да купам и да носам. Драги гледачи, уживавте во уште едно ново видео. Се надам дека еден ден ќе ја запознам оваа дама која што ќе може многу повеќе да ме научи. Фала ви што бевте во уште едно ново видео. А ние се гледаме секако за некој ден од Копоник, дечки. Се гледаме во ново видео. Чао! Јас сум бист. Кога и да паднам, јас се враќам као бист. Први сме на рангот, нема да е ладно.